Пристигнувајќи прв ден на работа, државниот секретар Џон Кери на вработените во Стејт департментот им кажа дека ќе работи светот да стане побезбедно место. Оваа визија на председателот и тоа што е имплементирано преку вашите напори ја обнови репутацијата на Америка и нејзиното место во светот. Кери кажа дека репутацијата им помага на луѓето да се чувствуваат помоќни. Така можеме да правиме мир во светот, каде има премногу убивање, премногу конфликт. Има алтернативи. Може да извлечеме луѓе од сиромаштија, да искоренуваме болести. Можеме да зборуваме за оние кои немаат глас. Човековите права беа фокус на првиот мандат на председателот Обама. Сара Маргон од Human Rights Watch вели дека може да се стори и повеќе. Сакам да ја видам администрацијата со уште поцентрална улога во некои главни прашања за националната безбедност. На Блискиот исток, Кери веќе му телефонираше на израелскиот председател Шимон Перес, израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху и палестинскиот председател Махмуд Абас, давајќи лично ветување дека ќе работи на постигнување мир меѓу Израел и палестинците. Кери им телефонираше и на министрите за надворешни работи на Јапонија и Јужна Кореја. Ги убеди дека Северна Кореја треба да разбере дека ќе биде соочена со значителни последици, ако продолжи со провокативни тестови со проектили. Кери се шегува за фактот дека доаѓа по две жени, Хилари Клинтон и Кондолиза Рајс. На дипломатите им кажа дека има големи штикли да пополни.